Бегалците пред 2-3 месеци не беа нешто многу битни за политиката во Македонија, за целата овој политички хаос, но пред 2 недели мислам дека станавме свесни кога еврокомесарот прва порака што ни упати бегалската криза, како ни ја истакна како некој врук костен кој ќе го превземе да го држи во раката. Значи бегалската криза е навистина една хумана катастрофа, каде што секојдневно се соочувате со хуманизмот кој што пропаѓа, кој што ставно гасне, гледате таа цела Европа која што стана една мокна тврдина во која никој не може да и се доближи. Мислам, никогаш не верував дека ќе живеам во време на жици, огради, зидови, бариери, туркања, но ете, едноставно се соочуваме со такво нешто. Посебно дека Македонија некогаш ќе биде дел од некои светски случувања како што е бегалската криза. Значи ние како Легис сме активни со бегалците од 2014 година, уште кога одеа пешни спругите, и тоа навистина беше една очајна ситуација. Прифатниот центар Газибаба, усвари транзитен центар или притвор, ние најчесто сакаме да го карактеризираме, бидејќи нема никакви слободи на движење. Значи сите тие моменти навистина беа за еден граѓанин на Република Македонија понижувачки да знае како со што се соочуваат бегалците кои што имаат некои меѓународни заштити и слично, од деца, жени па се до бегалци. Но она што сега моментално се случува со јужната граница, навистина гледаме едно целосно игнорирање на граѓанскиот сектор. Навистина и ние сме постојано во Гевгелија и никогаш не знаеме кога границата ќе се затвори. Тоа стана толку нормална работа. Значи, сепак Европа која ги затвара границите, тоа се најавува со месеци уназад. Значи, Унгарија ја градеше оградата и сите ние ја критикувавме. Педани фати устата кога критикувавме зашто Унгарија става ограда, зашто става разорна жица, зашто ова, зашто оно. Но тинешка Македонија почна да ја гради оградата и жицата и едноставно веќе молкот се случи. Значи, како беше нормално да градиме огромна жица и таа е разорна жица. Значи, ако животно помине покрај неа, ќе се уништи. И активистите за правата на животните во Хрватска и во Словенија веќе реагираа, бидејќи има неколку срани или некои диви животни кои што се движат во тој дел, каде што не е безбедно и значи не правиме само една жица, една ограда, две правиме. Дупла е оградата. Значи, многу е, веќе со километри и секој доаѓање на премиерот на Унгарија, на Чешка не носат подарок, мирас не носат, ако не треба, то треба уште повеќе жица. Да, значи тоа не знаеме се уште дали е донација или ние ќе ја платиме таа жица и ограда. Се уште нема. Но оно што е навистина едно чувство поразително и игнорирање на сосема нашите хумани напори да никогаш не знаеме кога ќе биде затворена границата. Че бегалците чекаат со часови на бензинска пумпа во Грција, значи во никакви услови се греат на дрва и континери. Значи во 21 век во една Европа за која што тие мечтаат да дојдат, да видите на такво нешто е навистина поразително, но ете пак ќе се задржиме до тоа што е во Македонија. Че градата се гради, значи планирана е до целата природна граница со Грција да биде поставена, бидејќи не е некоја во километри голема, така да масовно се гради, бидејќи мигрантите или економските мигранти кои што Европа им залепи етикета на сите непогодни бегалци кои што доаѓаат, постојано менуваат рутата, веќе има и во Битола може да се забележат или кај Доира, значи гледат каде ќе има некоја прилика да влезат, значи сега се целата граница се прави ограда и ќе се соочиме со една навистина, можам слободно да кажам, фашистичка политика, без разлика кој тие одлуки ги донесува и што е најинтересно не знаеме кој ги донесува тие одлуки, ги следиме по медиуми и не сме дел од сите тие кризни тела, не сме дел, туку ние сме само извршители, понекогаш навистина се чувствувам поразително во кампот во Гевгелија, каде имам чувство дека се наоѓаме како во некоја зоолошка каде што им нудиме само храна на бегалците, а тие се затворени во таа ограда и не смеат да излезат во градот, не дај Боже да се дојдат до цивилизацијата, да се вмешаат малку со обичните граѓани. Така да со тоа што се соочуваме и ја поддржувам утрешната акција што ќе се случи пред владата на Република Македонија, каде што ќе се стават обувки од сите иселени наши граѓани, користените обувки ќе ги превземеме ние и ќе ги даваме на бегалците, па може некој во Германија ќе си ги препознае своите чевли и патики. И оно што постојано ние апелираме дека мора во Македонија се создаде солидарност кон бегалците, бидејќи ние сме народ каде што пола милион е иселен веќе,
дали тоа и сите имаат некаков статус во странство, економски бегалци или не знам зашто, од кои причини бега, ја напуштиле Македонија, сигурно не од љубовни, но ете од некакви сигурно. Така да да бидеме уморни, да не се измориме од тој наш активизам, бидејќи ни претходат многу бурни настани.